Ново брутално убиство на жена ја потреса Македонија утрово. Битолчанец со нож ја избодел до смрт својата 31-годишна сопруга, со која не живееле заедно. Според информациите, тој е уапсен и задржан во полициска станица. Серискиот убиец од Старо Нагоричане е осомничен за уште 2 убиства на жени и за 2 обиди. Обвинителот Љубомир Лапе рече дека се работи за прв случај на сериски убиец со елементи на фемицид, бидејќи сите жртви биле жени и биле нападнати токму поради нивниот пол. Македонија е опасно место за живење за жените, алармира мрежата за заштита од дискриминација. Во следните минути еве дел од најважните случувања од последните 24 часа. 5-годишно дете паднало од балкон во Гостивар, пренесено е на скопските клиники. По инцидентот во Ченто, кога беше прободен и тешко повреден ученик од училиштето 22 ноември. Денеска се одржа седница на локалниот совет за превенција во општина Газибава, каде беа донесени 13 заклучоци и мерки за подобрување на безбедноста во општинските училишта. Детето е се уште во критична состојба. СДСМ поднесе предлог закон со 36,7 милиони евра да им се помогне на најранливите граѓани. Министерството за финансии подготвува ребаланс на буџетот, но во него не се предвидени пари за ранливите категории на граѓани. Од вкупно анализирани 13 предмети, поврзани со сомнежи за непотребно извршени операции или непотребно упатени за операција, кај 9 пациенти утврдени се сомнителни наоди, соопшти министерот за здравство Азир Алиу. Постранската комисија која ги анализираше сомнежите за можни непотребни кардиолошки и кардиохируршки интервенции во приватни болници. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска во центарот на Скопје ја отвори Народната канцеларија на председателот, нагласувајќи дека новото капче е создадено за да биде отворено место за сите, за младите, возрастните и пензионерите. Брзата пруга на коридорот 10 ќе се заврши до 2031 година. Летово ќе биде завршена физибилити студијата, пошто ќе следува ревизија, изјави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Внимавајте што купувате. Секое трето испитано маслиново масло има мани. Ознаката екстра девствено често е лажна. Европската унија се соочува со сериозен скандал поврзан со квалитетот на маслиновото масло, откако голема анализа откри дека правилата не се почитуваат целосно, а многу производи се погрешно декларирани. И покрај креативноста на граѓаните на социјалните мрежи, не се менува логото на Скопје 2028. Тимот на Скопје Европската престолнина на култура 2028 посочува дека останува истото лого изработено уште пред 4 години од авторот Ермал Крвезиу. Во меѓувреме, поправен е дефектот во Жена парк. Нема повеќе да биде темница. Преспан скопелагонискиот митрополит Петар бара МПЦ ОА да отвори постапка за формирање нови епархии во диаспората, особено во Европа. Неговата главна забелешка е дека Европската епархија е преголема за да ја води еден владика и дека надлежниот митрополит Пимен, според него, не ги посетувал редовно сите европски земји во кои има македонски иселеници. Бројот на странски туристи во земјава до март годинава е зголемен за 6,9%. Американскиот државен секретар Марко Рубио со восхит го гледаше таванот во салата за состаноци во големата народна сала во Пекинг. Видеото од овој момент стана вирално. Големата народна сала е изградена во 50-тите години на минатиот век. Позната е по своите огромни кристални лустери, обкружени со позлатени гипсени скулптури во традиционален кинески стил и шарен касетиран таван. Целата сала зрачи со злато и раскош. Слушнавте како израелската телевизија ја исмеа Хрватска на Евровизија, па мораше да се извинува. Инаку, во пресрет на јубилејното 70-то издание на изборот на песна за Евровизија. Вчера вечер во еден скопски локал се одржа специјална евровизиска караоке вечер, што ги собра фановите на најголемиот музички телевизиски спектакл во Европа. 10 тимови ги одмерија силите на караоке сцената, а вечерта беше посветена на евровизискиот дух и мотото обединети преку музика. Граѓаните веќе со недели се жалат дека тешко доаѓаат до стотки, иако Народната банка уверува дека во оптек има доволно банкноти од 100 денари. Реалноста на терен е сосема поинаква. Има или нема доволно стотки во оптек, истражува Валентина Ангеловска. Арамиите кои украдоа велосипед од теретана во аеродром фатени се во Сарај. Еден од нив имал богато искуство со кражби. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху вели дека тајно ги посетил Емиратите за време на војната. Чудно е што од Емиратите ова го негираат. Најновите информации од дома и светот побарајте ги на slobodnpečat.mk. Се читаме.